Еда сме со нашите први учителки за денеска. Здраво, наставнички учителки. Како сте? Здраво, здраво. Повторно и со вас и со нашите најмили другарчиња. Јас сум учителка Тина. Здраво, јас сум учителка Габи. Денеска за вас подготвивме нешто многу интересно. Јас знам дека сите вие другарчиња многу сакате приказни и басни, така ли е? Сакате. Да. Сакате? Одлично. Денеска ќе си раскажуваме една басна по слики, ама и нешто многу важно ќе научиме. Таа басна се вика Зајакот и желката. Прво да видиме што е тоа басна. Басна е приказна во која животните или растенијата, драги другарчиња, се однесуваат исто како луѓето. Басните секогаш имаат нешто многу поучно, што може да го научиме и потоа да го примениме во нашето секојдневие. И сите тие пораки се многу важни за нашето правилно однесување. Знаете вие за тоа? Да, секако. Да. А децата и секако вие, Лина и Марија, знам дека многу сакате приказни и басни и токму затоа веднаш ќе започнеме. Подготвени? Ајде. Веќе подолго време желката му беше лута на зајакот, бидејќи тој секогаш и се подсмеваше дека таа била многу бавна. Замислете го тој зајко, леле. И токму затоа желката се одлучи да го предизвика на надпревар, поточно на една надпреварувачка трка. Зајакот се тркалаше од смеа кога го слушна предлогот на желката, но сепак си вели, ајде ќе се согласам. А кој ќе биде судија? Праша зајакот. Верверичката ќе организира се, одговори желката. И најпосле се беше подготвено и верверичката го даде знакот за почеток на трката. Го гледате стартот? Да. Да видиме што се случува понатаму. Трката започна. Желката храбро тргна, иако веќе пред себе не го гледаше зајакот. Да, тој истрча многу далеко. По кратко трчање, зајакот пак застана да се одмори под една сенка на едно убаво големо дрво и уверен во својата победа, тој дури си легна и знаете што се случи? Си заспа. Толку длабоко си спиеше, знаеше дека ќе биде победник. Многу беше самоуверен. Но желката повторно си продолжи храбро понатаму и не се откажуваше. Браво за желка. Да. Да. Мислите дека била храбра? Да. Да. И јас се согласувам со вас. Ајде да видиме што се случило на крајот. Кога се разбуди зајакот, брзо се стрча кон целта, но таму веќе го чекаше желката, која прва стигнала до целта. Ви се допаѓа крајот? Да. Драги мои другарчиња, сите можеме да научиме нешто многу интересно од оваа наша басна. Тоа е дека упорните и стрпливите секогаш стигнуваат до целта. Многу е важно да знаете, никогаш да не се обесхрабрувате, дека нешто не умеете да направите, не можете да направите, постојано да бидете храбри и до крај да се борите да го направите она што сте го наумиле. Така и вас ви порачувам, Лина и Марија, ви се допадна нашата басна? Ми се допадна на прекрасна, би сакале уште повеќе басни да слушаме да прочитам. Сега нешто ќе си поиграме. Учителка Габи ќе ни покаже што ќе си играме сега. Дали сакате денеска си поиграме на игра брзо и бавно? Па сакаме. Како во басната, нели? Играно 3 дена, да. Исто во басната слушнавме дека кој беше брз? Зајчето, ама си Ајде да постави видиме. дека и жилката беше брза. Еве го зајчето, е брзо, а кој беше бавен? Желката. Желката. А кој стигна прв? Жилката. Желката, затоа што Беше зајчето поупорна. беше така, зајчето беше многу уверен дека ќе Дека стигне ќе- и прв, реши да ама поспие. прва стигна желката и реши да поспие. Ајде да видиме сега следно, да видиме сега кој ќе биде брз. Што е ова? Мравче. Мравче. Пожав. Пожав. Па мравката е побрза од пожавот. Така, а
Поздрав,чето е побавно, но може да се случи како во приказната со Сигурно. зајчето и со желката. Дали гледате што е ова? Па гледаме дека ова се некакви животни направени од некакви предмети. Дали сакате да си играме и да видиме дали можеме сето ова ние да го направиме заедно, а и другарчињата дома може да го направат истото. Ајде повелете. Од шише. Така. Овде, гледате, имаме едно цело семејство од желчиња. Да. Желчето тато, мама и трите мали деца. Еве. Се допаѓаат? Да. Еве го штедното. Овие желчиња се изработени од шишиња, ова е крајот од шишето. Значи што правиме друго? Реци? Рециклираме, точно. Сега овие желчиња и ги оставиме малку на страна. Имаме уште една. Имаме уште една жилка. Пластична чинија. Имаме уште една. Ова е, може да е, таткото желка. Татко желче. Сега ние ќе ги украсиме како што се исто на нашата табла, покажа ни. Повелете Марија и Лина. Значи потребно ни е лепак. Еве имаме тука исецкано и хартија во зелена и која друга боја? И жолта боја. И ќе им лепиме со лепак. Добро. Вака да го дезинфицираме лепакот. Така. И тогаш ќе направиме вака. Еве може со. Вака, лепак од скоро. Гледа колку многу лепак. И вака да заборате, лепиме. Мислам дека е доволно, не? Така? Да. Еви јас ќе ви помогнам. Важи. Гледате, другарчиња, колку е тоа лесно. Да, ова е многу лесно. И интересно. Еве ја нашата жилка. Кажи ја, Марија. Нашата жилка Силвана. Како се вика Силвана? Добро, ова е нашата жилка Силвана. Ама ова е брзата, таа што победи, храбрата жилка. Таа што беше упорна и истрена. Ова е жилчето Петре. Ајде, Петре. Таткото направиме жилчето. Зошто го вратив ова вака? Треба да бидеш упорна и трпелива. Јас сум упорна и трпелива. Ете така. Тоа го научивме и од нашата басна. Вака. Вака. Еве, другарчиња, гледате дека и оваа жилка не е тешко да се направи. Да. Дури полесно. И заедно најбрзо. И еве го Петре. Жени, заедно. Дружени. Жилко Петре. Еве го Жилко Петре. Петре. Одлично. Истото може да го направите и на малите жилчиња. Ајде на малите жилчиња, ова на мајка му да личи повеќе. Еве едното е со тракички зелени, изработено. Како тато. Гледате, другарчиња? Тоа е Гоки. Сега ова ќе биде девојче и ќе се вика Милена. Додека вие вредно работите, да се подсетиме што се употребивме за овие наши изработки. Употребивме хартија во боја, употребивме пластични чашки, пластични чини, големи шишиња, да. Ножички, хартија исецкана. И секако, Еве Милена. одлично. Многу се убави вашите жилки и многу бевте трпеливи додека ги направивте. Браво Лина, браво Марија. И учителка Клементина, нели, употребивме боички за да нацртаме очиња и уста на нашите жилчиња. Дури и имиња им дадовме. Да. Одлично, и вие можете да си направите дома едно големо семејство на жилки и да ги ставите на изложба, па дури и да ги фотографирате и да ги споделите со вашите другарчиња, роднини, пријатели. Ви се допадна играта? Да, ни се допадна. И навистина е лесна и можат децата сите дома да си ја направат.
И што беше најважно, што научивме од Желката во нашата басна, Да бидеме упорни и трпеливи. Одлично, вие сте прекрасни дечиња, ви благодарам на сите. Благодариме. Завршуваме со часот и идеме со следен час.